Во моментов во Македонија практично и нема исламска верска заедница, бидејќи таа сега делува како клан на само неколкумина луѓе од гостиварско, кои со неа прават што сакаат и како сакаат, за задоволување на личните и крајно спротивно на интересите на верниците. ИВАЗа никогаш не била во полоша состојба од нејзиното шествековно постоење, смета теологот и екс-муфтија Плуми Велију, кој е еден од иницијаторите за итни и длабоки реформи во ИВАЗа, а деновиве објавени и во отворено писмо до јавноста. Според Велију, за сето ова причина бил апсолутно нефункционалниот устав на ИВАЗа, кој повеќе личел на правило на некоја апсолутна монархија, каде има непочитување на нормативните акти, нема никаква транспарентност, а има деградирање на исламот и на верските службеници оџите, кои се носители на верскиот живот во Македонија, но и деградирање на целата муслиманска популација во земјава. Дефинитивно исламска заедница во овој момент се раководи од хунта. Еве последно, сега почна новата школска година, знаете имаше превирања со акредитација на Средното исламско училиште. Средното исламско училиште кое исто така постоеше 600 години, значи Исабек медреса, Шакир Фетаху без никаква одлука на ријасетот, без никаква одлука на членството, едноставно го укина, што не беше случај ниту пак во време на комунизмот, го укина и наместо Средно исламско теолошко училиште, тој ја претвори таа институција ја претвори во приватна гимназија. Генезата на недоразбирањата во ИВАЗа датира уште од 2008 година, со промената на уставот кога тогашниот поглавар добил апсолутна власт. Објаснува Велију и додава дека таа кулминирала во 2020 година со криминалниот и нелегитимен начин на разрешување на Сулејман Реџепи, при што сега поглаварот Реис ул Улема ги избира муфтиите, а муфтиите пак го избираат Реисот, што е и основниот проблем на сегашниот устав на ИВАЗа покрај мноштвото други недоследности, објаснува Велију. Насилно и тогаш е разрешен Сулејман Реџепи, иако Сулејман Реџепи значи имаше своји доста гревови, меѓутоа начинот беше сосема нелегитимен. Сега исламска верска заедница ја раководи хунта составена од 5 така наречени генерали, начело на таа хунта е Шакир Фетаху. Во отвореното писмо на иницијативата за средување на односите во ИВАЗа, реформаторите наведуваат дека и во државава потребни се законски измени за односите на верските заедници, односно трансформација на актуелната комисија за верски заедници во најмалку секретаријат или Министерство за вера, што воопшто не се косело со секуларизмот на државата. Велију вели дека сега тие имаат максимална доверба во новата власт за конечно ставање крај на сегашниот башибозук кој владеел во ИВАЗа, особено што на нивна страна биле над 90% од имамите и половина од муфтиите во земјава. Од ИВАЗа пак ги отфрлаат сите овие наводи, правдајќи се дека станувало збор за лажни наводи на пучисти кои 10 години пишувале против ИВАЗа.